Комплетно се реновираше машкиот оддел на интерното одделение во општата болница Прилеп. Ова е второ одделение кое целосно се реконструира и е дел од големиот проект за комплетна реконструкција на болницата, кој чини 70 милиони денари. Според динамиката на работа, планирано било болницата да биде завршена кон крајот на оваа година. Болницата во Прилеп беше една од најзапуштените, може да се каже, затоа што од 1980 кога е пуштена во употреба, односно кога е изградена, до сега 36 години немала ниту една реконструкција. Така што беше прилично руинирана, запуштена и минатата година направивме план во владата, уште во времето кога бев председател на владата, направивме начин како да се дојде до буџет, 70 милиони денари се обезбедија во буџетот, за да може веќе да биде почната таа реконструкција на болницата во Прилеп. Во меѓувреме се помогна да болницата се деблокира, беше блокирана, имаше блокирана сметка. Таа се деблокираше и веќе реконструкцијата е во една длабока фаза. Две одделенија се целосно завршени и реконструирани. Имав можда да сретнам и некои пациенти кои што на нивно инсистирање сакаа да кажат дека навистина се задоволни од тоа што го гледаат, од тоа што е променето, тоа што е реконструирано, бидејќи се работи за темелна реконструкција. Но болницата беше во таква инфраструктурна состојба да моравме да направиме нешто, имавме врска да преземеме и ова го направивме како резултат од заштеди што ги направивме од набавка на инсулин. Сериозно се намалија цените, истиот инсулин, истата количина, но поради зголемена конкуренција направивме заштеда од заштедите. Ја правиме оваа болница. Со проектот ќе бидат опфатени сите одделенија на болницата, каде ќе се заменуваат плафоните, подовите, ѕидовите, внатрешната дограма и осветлувањето. Во завршна фаза е на трети спрат во нос и грло. Се работи веќе и на хирургија, на втори спрат. Значи комплетно се работи. Заменише цела болница да се реконструира, така? Болничкиот дел. Но дел по дел за да не се затвори, но потребна е болницата. Не може одеднаш кај ќе одат пациентите. Значи сега се две одделенија завршени? Завршени. И сега кои идат наредни? Одиме по вертикала, надолу. Значи одиме на трети спрат увонес играло, па на втори спрат хирургија, исто е и од десната страна. На краја за неколку дена го предаваме нервно одделение, слегува надолу интерно одделение женскиот оддел, слегуваме очно одделение и после за накрај летниот период август планираме, пошто помалце ќе има операции, да ги реконструираме операционите сали. Кога целосно ќе се заврши, како е планот? Мислам дека до крајот на годинава може би побрзо дека би требало да биде. Исто така биле набавени повеќе нови медицински апарати во болницата, како што се нов мамограф, по пауза од 9 години откако беше расипан стариот мамограф, нов ехо-доплер апарат, нов операционен стол и светло во хируршките сали. Исто така биле набавени и 5 пациент монитори. Комплетно било уредено и одделението за физикална терапија. Освен на реконструкција на болницата, се работело и на доекипирање на кадарот во оваа установа. Досега биле пратени 18 лекари на специјализација, од кои што 3 во странство, а од септември исто така 6 лекари ќе бидат пратени на специјализација со кофинансирање. Денеска во Прилеп беше најавено дека ќе имало 350 нови вработувања во здравството за лекари и средно-стручен персонал. Огласите било планирано да бидат објавени за неколку недели. Граѓани ми кажуваше дека има голем недостаток на доктори овде. Ми спомна 350 и вкупно низ Македонија, така? Дека планираш. План за нови вработувања во вкупен број од 350, со посебен фокус низ цела држава, со посебен фокус на доктори и на сестри. Но и на останати, ки има дел и лаборанти, физиотерапевти и така натаму. И ова е една поголема бројка со која што треба уште дополнително се зајакнат кадровските потенцијали во здравството. До сега сега ќе почне процедурата, така? Па ние веќе ја почнавме процедурата, доставуваат болниците барање до фондот и до Министерството за финансии, тоа е процедурата, ги добиваме. Не, побрзо сакаме, веднаш да ги распишеме. Да. Сакаме сега да по добивањето на согласноста од Министерството за финансии дојдеме веднаш со огласите. Денеска во Прилеп се изврши увид во реконструкцијата на градскиот стадион Гоце Делчев, која ќе чини околу 1,2 милиони евра, пари обезбедени од ФФМ и буџетот на локалната самоуправа. Освен тревникот, ќе се реконструираат и трибините и помошните простории. Со поставување на преку хетрик програмата со поставување на природна трева, со најмодерен систем за иригација и тренажен систем. Исто така илуминација, значи сега во фаза е почнавме со работа денеска на теренот. Значи во скоро време ќе поставувањето на рефлекторите и односно на прво на столбовите, потоа рефлекторите. Се посети спортската сала која се гради во основното училиште Добре Јовановски.
Ова е четврта спортска сала која се гради во Прилеп за неколку години, а најавени се да се изградат уште 3 сали од овој тип. Беше потенцирано и тоа дека владата континуирано вложувала во развој на училиштата на ниво на Македонија. Ние имаме континуирани вложувања во училиштата во Македонија. Значи, тоа е една од главните активности. Во огромен број на училишта се реконструирани. Сега неодамна започна третата фаза од вкупно 60 предвидени реконструкции на училишта оваа година. Почнаа прво 20, па втори 20, сега почнаа последните 20 училишта да бидат реконструирани, што се предвидени за оваа година од вкупно 60. Инаку досега над 450 училишта во Македонија се реконструирани и над 50 милиони евра се вложени во подобрување на образовната инфраструктура во Република Македонија. Така што непрекидно, постојано се вложуваат големи средства за реконструкција на што е можно повеќе училишта во Македонија. Единствена општина во која што имаме комплетно завршен процес на досегашни потреби за реновирање. Дел Министерството, дел општината и многу се подобрени условите. До сега се вложени преку 11-12 милиони евра во сите основни и средни училишта. Буквално на целата територија на општина Прилеп и во градот сите основни и средни училишта се реконструирани, меѓутоа и на територија на населените места. Председателот на ВМРО ДПМН попладнево го посети селото Големо Коњари каде оствари средба со жителите.